Почитувани присутни, драги гости, представници на институции, организации, медиуми и најважно од се, млади луѓе, чии гласови ќе бидат слушнати денес. Во сакувам добре дојде на јавната трибина, организирана од првата детска амбасада во светот, Мегаши, во рамките на проектот Томас, Towards Uniform Legislation Against CCAM. Ви благодариме што сте тука, што одвоивте време и што ја препознавте важноста на темата која што ќе биде денес дискутирана. Заштита на децата од онлайн сексуална злоупотреба и материјали поврзани со сексуална злоупотреба на деца. По време кога дигиталниот простор е секојдневие за младите, нивната социализација, учење и комуникација се одвиваат онлайн, наша одговорност како возрастни, институции и заедница е да воспоставиме безбедна дигитална средина во која секој дете ќе се чувствува заштитено, слушнато и поддржано. Денешната трибина е повеќе од настава. Таа е можност за диалог, за споделување искуства, за анализа на реалноста и иницирање конкретни чекори кон систематска промена. Ќе ги слушнеме пораките од младите, ќе ги разгледаме постојните законски рамки и ќе ги идентификуваме празнините во истите. Ќе разговараме за можностите за подобрување. Особено е важно што овој проект не само што ги вклучува младите, туку ги става во центарот на вниманието. Нивните ставови, идеи, искуства за дигиталната безбедност се основа за градење на политики кои навистина одговараат на нивните потреби. Во текот на денот ќе имаме 3 панели. Првиот ќе се фокусира на анализа на постојните стратегии и практики во однос на темата. Вториот ќе ни ја прикаже реалноста на терен од институционален, образовен и технолошки аспект. И третиот панел ќе биде отворена дискусија, каде што секој од вас ќе има можност да постави прашања, да даде предлог и да учествува во креирањето на идни решенија. Ве охрабрувам да бидете активни, да споделувате и да прашувате. Само преку заедничка акција ќе можеме да изградиме систем кој навистина ќе ги штити децата. Во името на Мегаши ви посакувам продуктивна, инспиративна и ангажирана трибина. Благодарам. Сега, за почеток, би сакала на нашата трибина да ги поканам представниците на првата детска амбасада во светот Мегаши, организација која веќе 3 децении е гласот на децата и нивната безбедност. Најпрво, Драги Змијанац, председател и основач на Мегаши, ќе го отвори настанот, а под него Климентина Добревска како програмски менаџер на Мегаши. Поведете. Благодарам. Како еден од основачите, односно соосновачите, председател, имам таа чест да ги поздравам сите присутни тука на оваа јавна трибина и да констатирам дека заеднички здружено можеме навистина да направиме многу во превенција и заштита на децата во дигиталниот простор. Она што секако е многу важно, а самите ученици ми потврдија дека 8 до 10 часа се на интернет, со нивните смарт телефони, со нивните лаптопи и така натаму, тоа е сериозен предизвик за можност од напад. Некогаш и колку да се едуцирани, секогаш е превенцијата на многу поважна отколку на тие кои ги користат пасвордите, лозинките или меѓусебно се злоупотребуваат во социјалната сфера. Знаете, имаше многу немили настани како јавна соба 1-2 и да не наведувам уште што се. Кога велам здружени сили, тоа значи на институциите на државата, тоа значи на професорите, на училиштата, на стручните служби, на родителите, на самите ученици, на медиумите и на граѓанскиот сектор, вклучувајќи ни и нас, кои се зафаќаме многу сериозно во градење на сигурен, безбеден простор за интернет, каде што преку нашиот Ало Бушавко, телефон за деца и млади кој работи 24/7, е сериозно етаблиран, поставен да биде не само заштитник, промотор за сигурен, безбеден интернет, туку и место каде што младите ќе можат да комуницираат со нашите SOS оператори. Тоа е една благородна улога што ја има Мегаши преку Ало Бушавко и се надевам дека се повеќе државата ќе ја свати неговата важност и улога и заеднички, како што кажав, здружени можеме навистина да направиме да младите се чувствуваат сигурно и безбедно користејќи ги
сите можности кои интернетот ги овозможува. Секако тука се и возрастните, и тие исто така стануваат се повеќе, да не кажам, активни, односно зависни. Границата е многу тенка, колку се употребува интернетот за полезни работи, колку некогаш се навлекуваме и времето ни минува, не сме ни свесни дека сме се закачиле и поминало час и така натаму. Јас сум секогаш во вредностниот систем дека спорт, рекреација, хоби и други активности многу повеќе може да ни помогнат да не облечат од таа зависност, затоа што само на тој начин можеме да го рационализираме и времето и да не западнеме во некакви психолошки зависности, односно нарушување на менталното здравје. Благодариме, драги, може сега. Здрави од мене. Првенствено многу ми е драго што ве гледам во толкова бројка и што интересот, особено за оваа важна тема, е голем. Ти благодарам, драги, за изнесените информации и навистина се сложувам со оно што го сподели и го делам истото мислење. Ние како проектен тим на Томас и како детска амбасада Милјаши, како што спомена Јана, веќе 30 кусор години се залагаме за застапување на детските права. Така да едно од правата на децата е да бидат безбедни, како во живот, така и во дигиталниот простор. Изминативе 2 години еден од фокусите на Милјаши беше и токму овој момент на сексуалната злоупотреба на деца во дигиталниот простор. Така да наистина беа предизвикувачки години, меѓутоа навистина се потрудивме да направиме една комбинација и целото тоа искуство кое што го имавме во рамки на, бидејќи Томас е меѓународен проект, заедно со колегите од Србија и од Албанија успеавме да направиме заедничка документација и легислатива која што сакаме да испрезентираме и до државните институции. Впрочем и во самиот проект овие изминати години се фокусиравме на самите деца, да го слушнеме мислењето на децата, да видиме што тие размислуваат и на кој начин ја доживуваат оваа тема. И секако да ја зголемиме свесноста во однос на тоа дека и дигиталниот простор многу лесно може да стане мета за секој од нас, особено за децата и младите. Така да, јас не би должела повеќе. Низ трибинава ќе ги видите сите оние аспекти кои што ние ги правевме овие изминати години, односно изминати 2 години, и фокусот ќе биде ставен посебно за секоја од овие работи. Така да ви благодарам уште еднаш што сте денес со нас и што со своето присуство денес придонесувате да ја зголемиме видливоста за оваа важна тема. Фала. Голема благодарност до имените драги и до целата организација Милјаши, кои што ни дава можност да разговараме на оваа тема и ја почна темата, иако не е толку актуелна помеѓу младите, не се зборува доволно за неа. Сега би сакала да преминеме на наредната сесија, во која што ќе прислушнеме гласовите на оние кои што се најважни за трибината, а тоа се децата и младите, заедно со Дамјан. До најпрво го поканувам Дамјан Николовски, како проектен асистент, кој што ќе ја презентира популацијата од пораки, ставови и идеи, кои што младите ги споделија на работниците организирани во однос на рамките на овој проект. Овие пораки се свидетелство за нивната свесност, грижи и желба за промена, и токму тие ќе бидат поделки за денешната дискусија. По него ќе настапи Петар, заедно со мене, како учесници на едни од овие работилници и ќе успееме да го споделиме нашето искуство. Повели Дамјан. Извинете, ти благодарам многу, Јана. Даптица, јас сум Дамјан, со многу од вас и се знам. И да, најчесто јас сум тој глас позади телефонот кој ве контактира и информира за сите наши настани. И сега кога се мислува на овој настан, видете вака, ние пред се збориме за одредена сива зона. И тоа многу сива зона. Поточно дека докаде е приватноста на секој младо дете, на секој младо лице, докаде е приватноста на секој дете, но од друга страна како ние да градиме мрежа заштита на самото лице. Со овие прашања ние започнавме пред околу 2 години, кога започнавме самиот проект, нели решивме да почнеме да истражуваме. Така почнавме да истражуваме меѓународни практики, почнавме да истражуваме нели кои се технологии се потребни за да се заштитат младите лица, но исто така друга страна да се почитува нивната приватност.
како да се напредуваат самите закони и легислатива. Мислам дека сите се запознани со нашата работа, дека секогаш ние тргнуваме емпириски во нашиот пристап. Подошли секогаш тргнуваме од самите реални ситуации на терен и со што се соочуваат ризиците и кои се ризиците со кои се соочуваат самите млади лица и децата во реалност. Од тие причини решивме да организираме некои 2 работилници со отприлика 10 млади луѓе, каде што тие ќе можат да ги споделат нивните искуства, односно нивните ризици со кои се соочуваат нивните предизвици. Од тие причини, јас не би сакал многу да должам, туку не би секогаш е важен нивниот глас, а за нас е важно секој тој глас да биде чуен и секој проблем да излезе на виделина. Поради тоа ќе го замолам нашиот колега Жавко да може да ни сподели како е видувањето на самите млади луѓе и на децата. Според мене, безбедно население на интернет значи да можеме да постираме, да се однесуваме исто како во реалниот живот, да се поставиме себе си на социјалните медиуми, при тоа да бидеме едуцирани за ризиците кои што ги носи тоа наше изложување на интернет. Па, например, ако е многу напад, например, или ако ме прашува за фотографија, тој лично што ме пишува, не ја знам, не ја познавам, нормално дека няма да пратам на него фотографија, но не е видно дали се вулгарни или не вулгарни. И ако почне повеќе да напиња, да третира, да пишува повеќе акаунти, ако го блокирам или акаунтот е, ако повеќе ме замарат на така ќе познам онлайн насилство. Прво би поставила дека се чувствува исплашено или збунато во таа ситуација, така што би се обидела да бидам најголема можна подршка што можам и секако би го советувала доколку не сака никако да не се чувствува приморано да ги испрати тие фотографии, доколку има одредени закани со кои се соочува, дека мора да ги испрати фотографиите, да се обрати кон возрастен, кон институциите, кон училиштето, кон меѓаше Јава Бушевко, бидејќи тоа може да се реши многу порано, толку последиците кои што може да настанат потоа. Мислам дека луѓето многу кога ќе се деси ваква ситуација, дека сигурно слушнале дека се десила ваква некоја ситуација на некој друг каде што бидат злоупотребени тие слики. Мислам дека луѓето се дистанцираат од таква ситуација и гледаат како изолиран случај. Како тоа се десило еднаш, тоа се десило на нив, има да му слика, на мене нема да ми се деси. И мислам дека поради тоа тие не осеќаат страф и не знаат всушност колку често се дешаваат вакви ситуации. Од 10 луѓе во соба, 10 можат да споделат дека слушнале некој искуство имале со таква ситуација, така да мислам дека поради тоа што не се едуцирани колку често всушност се дешава злоупотреба експлицитни материјали. Да, сметам дека поради многу настани случаи што сигурно сличано дали кај нас во нашата држава или во светот, сите имаме слушано за кои се последиците на тоа дејство, односно на таа акција, нешто кој ги испратиме и некој ги има нашите интимни фотографии. Како, например, ќе се споделат дали на други луѓе, потоа ќе може да се сеќа, мислам ќе не направи се сеќаме виновно и така. Ви благодарам. Да, отприлика тоа представува само, да кажем, индукцијски, односно еден краток приказ на целосната слика, каде што јас сум сигурен дека има многу поголеми предизвици, многу поголеми проблеми и многу случаи за кои ние што не ги знаеме, не сме запознаени, а одредени лица се наоѓаат во, да кажем, несигурно место и секој ден се случува со овие последици.
Но како што можете видите на видеото, днеска тука со мене се присутни две млади лица, каде што ги може да сподела своето искуство од работилниците и да ги сподела нивните подаки. Пред себе сакам да најавам Јана, каде што јас овој пат ја преземам нејзината улога модераторска, а Јана повели ти како учесник. Ти благодарам, Дамјан. И навистина ми е мило што покрај улогата на модерирање имам можност да наставам како говорник на оваа тема на денешната трибина, бидејќи навистина темата за која што дискутираме денеска е тешка и злоупотребата на деца буди немок во сите од нас и навистина треба да имате голема храброст за дискутирате на оваа тема. Затоа прв пат кога дојдов на работилницата организирана од Мегаши, за мене беше само еден акроним кој што не знаеш што значи, не бев информирана и Дамјан тогаш ни направи една убава презентација со која што ни ја објасни детално појавата на ЦСАМО и предизвиците за кои се случуваат сите деца. Што се погледавме сите кои што беа присутни во собата и знаевме дека сме сведоци на оваа појава и дека некои од нас и дури жртви на оваа појава. Така што сакам да се благодарам на тимот на Мегаши кој што на оваа работилница ни направи една безбедна средина, каде на видеото видовте многу насмевки, видовте многу зафрканти што се вика се гледа дека имаме убаво време, но темата е навистина тешка дискусија и кога успеа да ни направат една позитивна атмосфера кај што чувствувавме сите доволно охрабрени да разговараме на темата, тоа е многу тешко да се направи и сакам на сите тука денеска да ви порачам дека имате истата безбедна средина која што имаме ние на видеото да разговарате на оваа тема. Настрана од официјалниот дел на оваа трибина, на крајот има можност за дискусија, односно третиот панел, и сакам да ве охрабрам сите млади луѓе и мои врсници кои што ги гледам тука, да се чувствувате слободни да дискутирате дури и вие да сте жртви или да сте сведочеле некоја ваква ситуација предходна. Сакам да порачам дека младите ги ставаме во центарот со причина, поради тоа што, како што рече Дамјан, емпириско учење, нивните искуства се оние кои што ќе ги формираат идните политики во однос на темава и затоа уште еднаш топло ве охрабрувам да се вклучите на темава и да не ја чувствувате како табу тема која што е досега презентирана и да разговарате на иста, за да може да се надминат моменталните предизвици. Благодарам. Ти благодарам, Јана. Јас само да се надоволам да се баш ми текнал на тој момент каде што кога не ја начнавме самата тема и каде што побадавме до вас да споделите одредени моменти, како настана некоја минута мук, каде што изразот вас прикажа дека сите познавате таков случај што се случил. Не сега го поставува, има одредена тежина кога треба се пренесе. Благодарам. Петар? Благодарам се кој да говори. Добар ден, јас сум Петар Павловски и исто бев и учествував на двете работилници од Мегаши. Работилниците ми стекна искуство како да се справувам јас со овие проблеми на интернет и научив дека сите што 10 души што бевме заедно со Јана поделе исти искуство и беше стварно така застрашувачки за зборење на оваа тема. Исто така сите што разговаравме преку исти примери дојдовме до исти заклучок дека треба многу да бидеме внимателни на интернет и тоа што сте повеќе како го користиме интернетот и како сме мета на социјалните мрежи, се повеќе се појавуваат такви лажни или фейк акаунти и ни прават притисок, и како што кажав на видеото, ни прават притисок да испратиме или фотографии или наши лични работи. Така да заклучок од целата работилница е дека многу треба да бидеме препазливи на интернет, каде гугламе, каде стискаме или тоа прифаќање на cookies и толку да кажам. Ви благодарам многу, Дамјан и Петар, што бевте дел од овој панел. И сега би сакала да го започнеме првиот панел, односно презентација на креирани документи. Овој панел ќе се фокусира на анализа и застапување, кои што се двата клучни аспекти во градењето на функционален систем за заштита. Тука би сакала да ја поканам Јорданка Черепналкова-Трајковска, психолог со долгогодишно искуство во областа на истражување, која што ќе ја презентира анализата на постојните стратегии, политики и практики за заштита на децата од сексуалната злоупотреба преку интернет во Македонија. Таа ќе ги истакне празнините, предизвиците и можностите за подобрување. Дополнително ќе биде презентиран и водичот за застапување и масовно лобирање, кој има за цел да ги мобилизира сите застигнати страни, институции, граѓански организации, медиуми и граѓани во заедничка акција за заштита на децата.
Колеги. Благодарам, Јана. Добар ден и ви благодарам за присуството, одвоеното време да учествувате во дискусија заедничка на тема која што, како што рече Јана, ниту е лесна, ниту пак многу често се отвара каде и да е, дали во домовите, дали во училиштата, или пошироко во јавноста како јавна дебата. Јас, како што спомна Драги, бев дел од, и се уште се чувствувам дел од Медјаши, без разлика што не сум на платниот список на Медјаши. Медјаши работи тема која што и во област која што е многу блиска до мојот вредностен систем и до моите интереси. И многу ми е мило што има пристап кој што го промовира и Комитетот за правата на децата, еден од принципите на Конвенцијата за правата на децата, тоа е активно вклучување и слушање на децата во сите нивни активности. Имав прилика, работејќи во Медјаши, да учествувам во подготовката на алтернативниот извештај за состојбата на правата на децата, подготвен од самите деца, односно низ нивна перспектива. И ова го спомнувам во контекст на тоа што во последниот извештај, што беше доставен во 2019 година, односно 2019 беше спроведено, истражувањето како тема за која што децата сакаат да известат каква е состојбата, од самите деца беше препознаена сексуалната злоупотреба на децата како проблем со кој што се соочуваат, и педофилијата дури они самите ја именува, без затоа што им беше оставено на располагање да ги предложат темите кои што нив ги засегаат. И беа опфатени ученици и од основни и од средни училишта во групата која што ги изработуваше извештајот. Во однос на овие два документи кои што се тема на оваа панел, на овој панел, искрено не би сакала да додам во раскажување на содржината. Мислам дека се овде достапни во доволен број за да можете кој е заинтересиран да ги разгледа и прочита. Но она што ми останува како чувство после таа анализа е дека јас не сум правник, јас сум психолог, но сепак сум доволно писмена за да разберам што се опфаќа таа законска рамка. Имаме прилично добро развиена законска рамка и не само законска, туку и стратешка. Имаме повеќе стратегии, па дури институционална поставеност во смисла на вклучени институции, формирани посебни тела кои што се грижат за безбедноста на децата, за заштита на детската заштита. Има повеќе закони во кои што се регулира превенцијата или заштитата од насилство врз децата. Она што отсуствува, и тоа низ анализата на повеќе документи, на повеќе претходни анализи, можев да го увидам без правничко искуство, е дека всушност има несоодветност на терминологијата. Воопшто отсуствува терминот сексуална злоупотреба на деца во онлайн или дигиталниот простор. Не постои во ниту еден од законите и дури во некои закон, ми се чини во кривичниот, останува терминот педофилија. Она што е глобален повик е дека треба да се именуваат нештата така како што се, затоа што има разлика помеѓу педофилија и сексуална злоупотреба на децата онлайн. Затоа што педофилијата ја намалува одговорноста на престапниците, на оние кои што ги злоупотребуваат децата за некогаш и не некогаш, за комерцијални, добивање комерцијални нивни интереси, со продукција, дистрибуирање, искористување и манипулирање, што е најважно, манипулирање на малолетниците за нивни лични цели.
Оттаму една од препораките кои што се дадени во оваа анализа се и дека е добро да се коригира терминологијата. Оставам на правниците да го решат овој проблем. Во однос на институционалната поставеност, како прво од министерствата, оној кој што го има приматот во заштита на децата, Министерството некогашно за труд и социјална политика, сега за социјална политика, млади и демографија, каде што во чие надлежност е спроведувањето на сите релевантни закони за заштита на децата, вклучително и од сексуална злоупотреба, и е иницијатор или одговорен за работење на Националното координативно тело за превенција и заштита на децата од злоупотреби за занемарување. И сметам дека во сета затоа што тоа е широко тело, кој што ги вклучува и институциите релевантни, и граѓанскиот сектор, и академскиот свет, и дава и меѓународни организации како што е УНИЦЕФ, и дава веројатно неговата примарна улога е да даде информирани и податоци и анализи кои што ќе им помогнат на носителите на политиките да донесат квалитетни, засновани на факти, на реалноста институции. Она што мислам дека фали кај ова тело, меѓу другото, Медјаши заедно со други организации е членка на ова тело, како и на некои други, каде што децата се во фокусот на работата, е неговата видливост во пошироката јавност. Неговата невидливост ми се чини дека подеднакво важно е додека ги информираат носителите на политиките, на законите и така натаму, во исто време имаат обврската и да ја сензибилизираат јавноста, да го подигнат нивото на свесност, меѓу другото и за овој проблем, иако нема специфично во оно што го работат, како што нема ниту една законска или правна регулатива, ни една регулатива, посебно за сексуалната злоупотреба на децата во онлайн просторот. Значи, тоа е термин кој што сега го некако актуализираме со овој проект и со оваа јавна трибина. Малку сакам да го свртам вниманието кон дигиталниот простор. Значи, дигиталниот простор е наша реалност. Во дигиталниот простор сите ние, возрастните всушност, ние и го креиравме просторот. Тој не е наменет за деца. Децата само влегуваат во тој простор и тоа е првиот простор и многу чест простор во кој што децата растат и се развиваат, без при тоа да добиваат јасни насоки како тоа да го прават, без при тоа да ги воспитуваме, затоа што веројатно и ние не знаеме како да се однесуваме во тој простор, затоа што и нас ни се појавува некаде подоцна во нашиот живот. Но, дали е тоа за службени нешта, имаме електронска комуникација која исто така се одвива во дигиталниот простор. Имаме социјални медиуми кои што го зафаќаат голем дел од нашиот ден и на возрастните и на децата. И во таква една средина, во која што се уште нема доволно дефинирани правила на игра, заштитни механизми, особено на регионот на Балканов, односно Западен Балкан, сега помногу како што сме наречени, мислам дека треба, оно што го кажа и Драги на почетокот, мислам дека е многу важно заеднички да се држиме и секој во својата, да имаме иста цел, а сите имаме иста цел, заштита на децата и на младите, секој до максимум да го реализира она кој што е негова област на действување. Дали е образование, дали е здравствен систем, дали е сигурност и безбедност како што е на МВР. При тоа не со намера да префрламе одговорноста од еден на друг, туку напротив, да дадам максимум. И мислам дека сите ние лично, вклучувајќи се и себе си тука,
требаме малку да си поработиме на што значи мојата лична одговорност, што значи мојата одговорност кон општеството. Дали сум родител, дали јас доволно зборувам со моето дете, дали му посветувам доволно време, дали како класен раководител отварам теми на кои што ќе им поттикнам децата да имаат простор безбеден, да размислат што е тоа приватност, дали е во ред јас да споделувам нешто кое што не мора да го знаат сите. Дали јас како наставник, дали јас како родител, дали јас како лекар го покажувам тоа со пример или објавувам постојано слики од моите деца на која и да е социјална платформа, дали споделувам нешто што е исто така кај сум била на одмор, што сум јадела, односно информации од мојот приватен живот кој што кога ќе влезат во дигиталниот простор, влегле во цел универзум и остануваат вечно таму, затоа што тоа е содржина која што може да се симне од кој да е во светот, да остане и останува дигитален печат или моја лична карта за секогаш и можат да бидат злоупотребени во кој да е момент од мојот живот против мене или за некои други цели. Тоа се работи за кои што навистина многу малку размислуваме и ние и оттаму не ги не потегнуваме како прашања во која и да е област во која што работиме. Така што многу ми е мило што сте имале прилика да разговарате за овие прашања и мислам дека тоа треба да се случува во секоја средина каде што има млади луѓе, не само во образованието. Затоа може да се збори во спортските клубови, затоа што тоа се места каде што се собират и каде што има средина во која што може да се разговара на безбеден начин. Значи, треба да ни се подигне свеста. Зборувај, да се навратам на националното координативно тело, мислам дека треба да има, дури би препорачала да си изработи своја комуникацијска стратегија, што работи, зошто е тоа важно, на кои теми работи, за едукативни кампањи, затоа што како што е одговорно кон институциите, во исто време е толку одговорно и кон јавноста, да придонесе за подигнување на јавната свест. Во анализата, освен преглед на законската и институционалната рамка, даден е обид да се толку колку што беа достапни, колку што ми беа достапни истражувања и меѓународни, на што се обрнуваат внимание, а и кај нас, за жал, многу малку истражувања ние имаме. Во рамките на анализата се направи обид да се направи едно онлайн истражување, дури истражувањата ни се во дигиталниот простор. На многу, би реклам, пригоден примерок на ученици од неколку градови од Македонија, и основни и средни, со кои што меѓаш и соработува, не се малку, но верувам заради осетливоста на темата, верувам заради краткиот период во кој што се спроведе, не се рачуна за репрезентативен, но сепак дава индикации за тоа што размислуваат децата, се потврдуваат истите, како да речам, резултати што се добиваат и во други, па и во глобални истражувања, дека многу време поминуваат на социјалните мрежи, дека отприлика истите социјални платформи кои што и во светов се најактуелни меѓу младите, се слично и кај нас, запознаеми се со, може не како термин, но кога ќе се постават конкретни прашања, се сведоци на злоупотреба на експлицитен материјал на деца, како е злоупотребен без согласност на децата. Прашањата беа поставувани индиректно, не за лично, за да не осеќаат стигма, за да можат да одговорат искрено. Анализата содржи по однос на секој од овие анализирани области препораки. Значи, едната беше да се специализира терминологијата, да се воведе овој термин во законската регулатива, да се промовира соработката меѓу институциите. Имаме многу протоколи, меѓутоа, велам, треба
секој од нас да го спроведува и да чувствува одговорност дека дал максимален придонес кон спроведување на протоколот. Протоколот на зид закачен или во печатена форма е супер што постои, дава рамка. Меѓутоа треба да заживее и треба, а за жал сум имала прилики работејќи на телефонот да видам како и покрај тоа што затоа што во протоколите, особено за заштита на насилство во училиштата, не е вклучено само училиштето, вклучени се и низа други институции. Ако училиштето покажало одговорност, некои од останатите, сме имале такви случаи, некои од останатите неодговорно, така ќе речам, неодговорно постапил во постапката и тоа секогаш е на штета на детето. Секогаш. Ако го е на штета на детето, влијае на пошироката средина, дали е тоа одделението, дали е училиштето, дали е градот или е целото општество. Значи, мислам дека Националното координативно тело може да работи во оваа насока на подигнување на оваа свест. Потоа другиот документ за стапување и лобирање се базира на овие сознанија од анализата. На почетокот прави разлика помеѓу што значи застапување, што значи лобирање. Лобирање во суштина е и на некој начин професија, тоа се па дури имаме и закон за лобирање. Имаме и регистар на лобисти. Меѓаши е застапувач, не е лобист. Битната разлика е дека кај лобирањето има директен однос со носителите и се бара од носителите или од владините службеници, носителите на политиките да направат конкретна промена на некоја законска регулатива, додека застапувањето е поширока и мобилизирачка дејност, би ја рекла, во кој што влегуваат и едукативни кампањи, влегуваат и петиции, влегуваат и организирање на збирови на граѓани, протести, маршеви, така натаму, каде што целта е да се подигне јавната свест за важноста на некое прашање. Нуди некои примери, меѓутоа и двата се материјали кои што не се вечни, не се устав се менува, закони се менуваат, бидејќи е нешто што анализира тековно, е добро да се прави и понатаму и да се види до каде се стигнало со она што е констатирано пред некое време, дали треба дополнително. И алатките се само еден предлог што би можело да се направи. Верувам и знам дека меѓаши успешно, вклучително и ова видео што сега беше направено успешно, ги применува алатките, особено во дигиталниот свет, за промоции, за подигнување на свеста на сите прашања, вклучително и ова за кој што денеска сме овде, сексуалната заштита на децата, злоупотреба на децата во онлайн просторот. Тоа би било на почетокот некаков вовед, па потоа во делот на дискусијата можеме да поразговараме за други детали. Благодарам. Благодарам многу, Јорданка, што успешно ја представи одговорноста со која што се сносува секоја насегната страна од темата и важност да сите да се држиме на нашата одговорност, за да всушност да биде спроведена безбедната средина за децата. Настрана од одговорностите кои што ги кажа дека ги поседуваат институциите, и родителите, и училиштата, сакам да прашам дали имаш некоја порака и препорака што може да ја дадеш до децата и младите кои се сега тука, за како они да се соочат и што можат они да спроведат, да направат со цел да видиме реални подобрувања во безбедноста на средината на децата. Благодарам за прашањето. Она што прво ми паѓа на ум е она што го добивме и во ова истражување што беше направено за потребите на анализата, кое што се повторува и во сите претходни истражувања што се правени и кај нас и надвор во светот. А тоа е дека децата сакаат да разговараат.
и сметаат дека семејството и родителите се првото место каде што може да се разговара. Меѓутоа, она што велат е дека не сакаат осудување, туку сакаат да имаат отворена порта, простор во кој што слободно ќе кажат. И тоа, таа порта може да биде отворена секаде каде што некој се грижи за децата. Значи може да биде и училиштето, може да биде и класниот раководител, може да биде и некој професор со кој што се чувствуваат послободно да разговараат. Имаат потреба од разговор. И тоа имаат потреба и да слушнат насоки. Ова не го измислувам сега во моментов, ова го имаме и во истражувањето, и во истражување од Америка, и истражување и во глобални, како што е, например, не го спомнав, тоа истражување е многу важно и Македонија учествува во тоа, па и Медјаши во дело тоа истражување учествуваше, се вика Disrupting Harm или спречување или попречување на штетата. Тоа е еден меѓународен проект кој што трае веќе 3-4 години, кој што го раководат Интерпол, УНИЦЕФ, односно истражувачката агенција на УНИЦЕФ и Ноченти, и ECPAT International, тоа е глобална мрежа за борба против насилство на децата, чија членка е Медјаши од можеби од веројатно од формирање на мрежата од 2017 ми кажува драги. Така што она кој што може е најлесно да речам да се почне е да обезбедуваме простори за разговор со децата и со младите. Колку помала возраст, толку подобро. Да разборуваме за тоа што значи приватност. Правото дека можам да кажам не за нешто за кое што не се чувствувам безбедно, сигурно. Да се насочат кампањи и на владиниот сектор, па и на јавните институции, пак ќе го речам националното координативно тело да смислува такви кампањи за да се поттикне на сите ние во која и да сме улога да им го обезбедуваме тој простор, затоа што со репресивни мерки Телеграм ни беше таков пример. Се затвори една, излегуваат, си најдоа дупка, формираат друга. И така натаму Интерпол исто баш во Медјаш имав прилика, бидејќи е членка и на една друга мрежа на SOS линии. Имавме прилика за средба со едно вакво истражување во кој што е вклучен Интерпол, кои што влегуваат во како undercover, како полицијата што има, па уствари Интерпол е полиција, влегуваат во самите организации како Телеграм и така да, кои што ги прават тие злоупотреби и самите кажуваат дека не е решение да се затвори групата. Затоа што ќе се отвори нова и ќе се префрлат сите. Затоа е многу важно да се јакне страната на жртвите, да речам, на младите, да се јакнат нивните знаења, вештини, свеста, за да можат да дадат отпор. Ако нема погодно тло, нема ни да се развива. Тоа е само една страна, но е многу важна страна и е страна на која што навистина можеме да направиме ако вложиме доволно напори. Значи да се градат вештините на младите, нивната дигитална писменост, нивната познавање на собствените права. Ние малку зборуваме за нашите права, каде и да е. Дури бивајќи во Медјаш, изборувајќи за детски права, многу често сум случувала дека многу им се дозволува на децата да имаат права. Не се дозволува, тоа се правото подразбира висока свест. Моето право подразбира дека јас знам дека и тој нас проти мене и го има истото право и не треба да го треба да водам сметка за тоа. Значи, не треба да се ставаме во позиција дека дозволуваме или не дозволуваме нечие право. Така што, да, на меки мерки јас повеќе би одела и на поттикнување, на кревање на свеста, на обезбедување простори каде што тоа може. Тоа можат и општините да го прават, со организирање форуми за родители. Мислам, има многу форми и многу начини како тоа да се направи. И добро е што постојат чувари на детските права како Медјаш и други за да отвараат такви теми, да ги поттикнуваат овие теми, да не ги заборавиме.
ајде ќе кажам нешто што личи на флоскула, ама е многу вистина, наједноставна вистина дека децата и младите се иднината на светот. И дека ако не вложуваме во нив и дека ако не станеме свесни на важноста, тоа е немање визија за нашава планета. Уште еднаш благодарам многу Јорданка, што мислам дека денеска си ја остварите својата одговорност како застапувач на оваа тема и како психолог што имаше можност да зборува пред сите засегнати страни за решавање на овој проблем, така што многу благодариме. Се надевам дека и вие бевте добро информирани, дека добивте инспирација и уште поголем мотив да ставиме, да работиме кон обзедување на безбедна средина за децата. Може да накласувам дека. Да, благодарам. И сега ќе